Битолскиот хирург кој се товари за примање подкуп заработи 8-дневен притвор. Оваа мерка за него била потребна поради опасност од бегство. Докторот кој е пред пензија е разрешен од раководната функција во болницата и е суспендиран од работата, додека трае постапката против него. Скандалот со лекарот кој беше фатен со мито од 150 евра за министерот Таравари е недозволив и срамен. Подкуп во здравството има, но за тоа мора да има докази, вели тој, и ги охрабрува сите кои биле принудени да дадат пари под рака за да добијат здравствена услуга да пријават во надлежните институции. Ставот на Таравари е дека лекарската комора треба да му ја одземе лиценцата на 64 годишниот хирург, но очекува за случајот да има и судска одлука. Јас ги повикувам да ги пријават и кај нас, и во полиција, и кај директорите на клиниките, бидејќи секојдневно сме во комуникација со повеќето директори, така да било кај да пријават, тука сме да ги слушнеме и да провериме дали е вистина тоа што го кажуваат. До кабинетот на Таравари имало повеќе пријави и информации за злоупотреба на дополнителната дејност која им е дозволена на лекарите, па тие пациентите кои ги прегледуваат на државно за побрзо да бидат оперирани ги повикуваат попладне кога работат приватно. Имаше уште еден обид да се види дали се случуваат вакви злоупотреби за време на работно време, редовно работно време, да се работат пациенти кои што треба дополнително да се работат. Значи ќе се обидеме, ние го даваме нашиот максимум. Вработувања, колективен договор, покачување на плати и бараме и од медицинскиот персонал, медицинските екипи да бидат коректни и да вршат својата должност така како што треба. Битолскиот хирург кој беше фатен како прима мито направил операција на жолчка кај жена и индиректно од синот побарал 150 евра за интервенцијата за да се почести. Но пред 2 дена кога ги примил парите не знал дека се обележани и полицијата го фатила на лице место.